Гледате Отворено студио со мене Боријан Јовановски, мојот колега Ацо Кабрамов. Денеска, сем политиката, решивме малку повеќе внимание да посветиме на темите кои се поврзани со екологијата. Имавме со случувањата во аеродром, каде што граѓаните со право се загрижени за исчезнувањето на зеленилото и на неговото место ширењето на бетонските згради. А сега во овој блок од Отвореното студио решивме внимание да им посветиме на борците за чиста и здрава средина, здрава човекова околина. Тоа се нашите соговорници Стојан Велков и Митко Ристановски, кои доаѓаат од Ристоманов, се извинувам, од Сдруженијата Здрава Котлина и Еко Долина, двете еколошки невладини организации кои се борат да ја спасат регионот во кој живеат, во Струмица, Ново село, од најавата за отварање на рудникот Иловица. Како што е познато, овие невладини организации постави на известен начин еден ултиматум до владата да бараат одговор до 16 октомври околу тоа која ќе биде судбината на тој регион и дали ќе проработи или не на рудникот Иловица. На кој тие се противат на отварање? Осто се противат. Се разбира. Се изјаснија и на референдум. Да почнеме од тоа зошто е 16 даден како дедлайн, како рок до владата за да добиете. Видете, вака, тоа е на некој начин е барање, ултиматум или не, тоа може да се свати после и од постапките на народот, но сепак како едно крајно барање, да го наречеме ултиматум. Затоа што премиерот даде една изјава и пред кампањата, пред локалните избори, рече дека ќе се реши проблемот со рудниците. После тоа имаше дадено налог на Министерство за економија, ми се чини, да се прегледаат убаво договорите, да се види што се случува таму внатре, да се видат сите недоследности кои ги има и како ги има. Тоа беше после затварањето на Казандол и требаше да се изјасни владата конечно по тоа прашање дали има услови за затварање или нема услови за затварање. Ние знаеме и тврдиме дека има услови кои што не се исполнети во договорите и тоа е еден од најголемите услови за да се прекине тој договор со концесионерот е тоа што од првата концесија издадена во 2012 година треба да поминат 4 години, при што концесионерот треба да приложи одреден број на документи за кои ќе му дадат концесија или дозвола за експлоатација. Така да тоа се нема случајно, концесионерот дал непотполна документација и по закон, зборувам по закон, како што е пишено по закон за минерал. Да, после еден месец од недоставување на документи треба да се одземе. Што случува сега на теренот? Сега на теренот, едноставно на народот му е преку глава од сите овие ветувања пред избори и после ретерирање од сите тие работи. Очекувавме да се одземе концесијата како што е според законот, бидејќи во јули 2016 година, кога им истекол рокот за набавување на целокупната документација. Зборуваш за концесионерот. Концесионерот Евромакс во Иловица. Добро. Имало законски рок од 30 дена да им се одговори позитивно, ако ја имат потполната документација, или негативно. Добро. Ако за сите други фирми во државата важи законот за минерални суровини, конкретно за овие концесии, зошто не важи за овој случај? Чекайте сега, има некакви активности на терен или нема од страна на инвеститорот? Да, тоа е тоа што нас најмногу не провоцира на некој начин, затоа што они 2 години се веќе во незаконско действување. Последните активности што ги прават е сменија PR стратегија. И, например, една од работите што е крајно перфидна, да кажем, имаше во Иловица, во селото, имаше организирана некаква забава од концесионерот, на која беа повикани мајки и деца, на која забава тие радо даваа подароци и се представуваат како фирма која што работи за добробитот на нашата држава и на нашата животна средина, што ние знаеме дека не е така. Исто така, дел од нивната PR стратегија е да кажуваат и да ги убедуваат сите фирми во Струмичко дека всушност прават некакви разговори со нив, некакви состаноци и ги наведуваат на тоа дека всушност сега ќе нема цијанити, ќе нема сулфурна киселина и дека тие фирми индиректно ќе заработуваат
на некој ќе заработуваат со работата на рудникот, ќе имаат некаков кеш. Чекајте, кој е фактичката состојба сега? Они немаат дозвола од владата да било што прават. Така. Тоа е. Значи во моментов само се додворуваат, односно сакаат на граѓаните да не само на населението, туку и на владата. Не можете вие да после 2 години од истекот на документацијата на потребната на рокот да ги убедувате другите и владата меѓу друго да ја убедувате дека нема да има цијанид и нема сулфурна киселина. Ние ги прашавме на консултативната средба. Со што вие ќе ни докажете дека со концесионерот се сретнате? Да, бевме на иста маса во Не, ние не сакаме со концесионерот да разговараме затоа што ги знаеме. Имавме 2-3 дуели на емисија. На крај крајава тоа вие невладините повеќе работа со владата да вршите притисок да значи да, се разбира дека владата е таа што треба да го реши проблемот. Се разбира дека со владата имат подпишано договор. Значи сега имаме статус кво едно, ниту има дозвола за да работат, што од една страна вас ве задоволува, но од друга страна не се ни затворени можностите. Постои се уште стравот дека може да се активира. Не се затворени вратите сосема за оваа операција. Постои стравот дека ќе ги убедат и владата и граѓаните дека тоа е добро и дека практично тоа што го зборуваат сега е нешто што може да е измислено. Ние сакаме според овие студии, кои ги имат, кои се нивни, од тука ги црпиме сите информации кои тоа се на концесионерот Евромакс. Тоа се студии кои има уште, но од тука ги црпиме сите сите податоци кои што не се во нивна полза. Да, се разбира. Например? Па, например, има многу работи, како да кажем, почнувајќи од копот, од површинскиот коп, ќе се минира 52 тона амфоексплозив, неделно ќе се користи. Тоа се гранитни карпи, кои што мора да се разбијат со силен експлозив. Тоа ствара вибрации, ствара прашина. Од прашината во воздухот потоа се стварат кисели дождови. После затворањето на рудникот има параметри колку ќе зголемени, колку ќе биде присуството, концентрација на тешки метали во почвата, во водата. Тоа се параметри страшни кои што се во студијата и некој ги подпишал 2012 да помни. Во 2012. Да, подпишани се подпишани од тогашниот министер за економија, од кој е? Да, има 4 министерства кои се во целата економија веројатно да. Транспорт, и шумарство и водостопанство. Практично најголемата нелегална работа се случува 2012, каде што онаа фирма која што прави ископ на детални геолошки истражувања има барање поднесено до владата да договорот, односно се што е поврзано со издавање на концесија биде под превезот на јавна тајна. Државна. Да не биде информација на увид на јавност. Од јавен карактер. Да. Значи тоа барање е одобрено. Да. И ние се прашуваме како може да биде тоа државна тајна, нешто што тангира цел еден регион. Цела една, не само регион во Македонија, туку тоа ги тангира, ако се случи катастрофа, не дај Боже, директно се засегнати и Бугарија и Грција. Значи, не можете вие да извадите во јавноста само 50 страни, мислам дека толку има од 2012 и сето друго да биде под тајна, кога знаеме дека овие рудници спаѓаат под Г1 тешка загадувачка индустрија, што е сериозна работа. Ти го ја имаш. Но тие студии се 2016 излезени. Тоа е нова. Тоа е нова, пошто имаат прво имаат концесија добиена во 2012 и после продолжување на концесискиот проширување на концесискиот простор. Дали врз база на првата студија започнаа некаква активност? Освен деталните геолошки истражувања, друга реална активност на терен тие и немаат. Значи само геолошките истражувања. Само бушотини и имат врз база на тие бушотини имат некоја представа добиено колку количини на злато, бакар и други метали има внатре во концесионерскиот простор. Да. Ова инаку ќе биде најголемиот рудник од отворен коп за бакар и злато во југоисточна Европа. Овде е планирано да се изгради најголемата брана за чување на хидројаловиштето со зафатено од 210 милиони метри кубни. Брана која што ќе биде направена од вишокот, од отпадот, од карпите што ќе му остануваат буквално и за 23 години таа треба да порасне до фрампатни 276 метри. Помеѓу два рида ќе биде лоцирана таму. Станува збор за концесиски простор од над 1500 хектари.
тоа е едно од најубавиот пошумен рит на планината Огражден, кој што Значи, ќе треба треба и- целосно да биде и шумата да исечен. биде исечена. Шумата комплетно ќе Апсолутно биде се. исечена. Веќе и се сече. Веќе се сече дел од шумата за пристапни Се патишта, сече за легално или не нелегално? зборуваме за Врз пристапни база на тој договор патишта, се сече. за Ново е од бушотините. 2012. Да. Да. Но ако сакат да почнат со работа, тие ќе треба цел рит да го сосечат шумата таму, да почнат да минираат, значи на западниот дел од ридот кај што се наоѓа наоѓалиштата на злато, бакар и останати метали, а само 100 метра од другата страна на ридот, значи овде ќе е дупка, а од другата страна ќе биде скоро 300 метра највисоката брана за хидројаловиште во светот. Ваква брана нема никаде во светот. Останатите брани за хидројаловиште се до 90-100 метри височина. Ова ќе биде експериментална брана прва во светот. Да ве прашам, рековте дека фирмата кокетира со локалното население. така. Ви имавте Да, референдум, се изјаснивте на... спомнавте вие и постои стравот дека може граѓаните да ги разубедуваат. Може тоа мештаните да ги Значи вака. да им успее тоа пиар стратегија. Значи не. Најмногу се тие се силни на медиумите вако, но во пракса Кои медиуми? можат да придобијат 50 на 100 луѓе. Настапувателни во медиуми? Веќе што гледате на Па луѓе. добро, ги има имаат, повеќе На локалните таму Не само медиуми локалните и настапуваат. на на локалните, државните ги да, имаше. по интернет, по портали и така натаму, па ги имаше и на државни Да медиуми. ве прашам, тоа што сте... Да. Само да му одговорам на Да. прашањето на Ацо. Значи, ние народот, вие слободно може да дојдете како телевизија и да Правите ја интервју, видите биде кажано, состојбата. Народот е бесен. Народот веќе сака конечно да се стави Крај. крај. Тоа е Голгота. Ние веќе година и пол се бориме против тоа и проблемот е тоа што всушност народот кажал дека не сака рудници. Да, имаше референдум. Треба да се тури на ум. Дали има поделеност меѓу населението? Воопшто нема поделеност. Ветуваат дека ќе има економски бенефит, веројатно ќе има, но на сметка на огромна На здравието. еколошка штета. Вие околу 36% е излезноста на референдум. Значи, Дали вака. тоа значи дека дел од населението е Значи вака само да ви кажам, значи лани на 3 септември во општина Босило имаше локален референдум за овој рудник. Над 90%? Излезноста беше 33%, мислам дека беше, и 97% од Беа против. излезните беа против. Да. Во Ново село на 17 септември лани имаше референдум локален за исто така за овој рудник. 39% излезност, 98% против. Значи точно дека цензусот него достигнавме од 50 плюс 1, но она што изненадува или што е позитивно во ситуација е тоа што без разлика на партиските поделби, народот едногласно беше против. без разлика кој на Без која разлика. партија А зошто припаѓа? била без толку разлика. слаба излезност? Па нашиот погасите- крај е едноставно иселен. Иселен. Значи, Тоа еве е колку генерално за на цела споредба држава на проблем. ланските локални избори имавме во Ново село конкретно едва и 50,3% излезност, што знаете како ги сите излегуваат на тогаш на Се тие активирани избори. сите. Владата Значи иселен е народ. Инаку 99-98% од народот е против изградбата на ваквите родници. Исто проблем е тоа што цело време, значи од кога се дојдени да истражуваат со општи геолошки истражувања или како и да се викаат, а од 2004 година до 2016-17 цело време се оди на пропагандата дека тој рудник ќе донесе заработувачка, ќе донесе економски бенефити на државата и на локалното Кој го прави население тоа? што Концесионерот? и па сега видите, не би сакал да навлегувам понатаму, но во јавноста не беше кажано колку ќе бидат штетни, колку ќе бидат По здравјето, по здравје по последиците воздухот, од тие рудници. То се во тие карпи има арсен. Има талиум, има стронциум, има Се други. сомневате вие во коруптивност на таа концесија? Поставете го прашањето по Се сомневате ли дека таа концесија што ја добиле, Добро. ја добиле по со некоја коруптивна? Па тоа не е наша работа да го истражуваме, просто ние се занимаваме со фактите, а фактите велат Вие, тоа. значи вас ви е фокусот само екологијата. Па се разбира, не би сакале нашето Да, здружение се освен на над спекулации. политички. Дали имате контакт со градоначалниците? Струмица, Ново село. Ново село нема имате градоначалник, проблем и со доаѓаш од градоначалник, славното Ново село. Да. Останавте без градоначалник. Па добро, сега тоа е друга, Да. сосема Друга друга е, тема, но Не, дали имате, не, во смисла дали имате со кого да комуницирате на ватер? Советот на општина Ново село донесе одлука дека е против изградбата на овој рудник, тоа пред некој месец мислам дека беше. Исто така има соработка и со Советот на општина Босило, тие се двете општини каде што е лоциран концесискиот простор, значи може да замислите тоа се 1500 хектари концесиски простор од Ново село и Босило од двете страни.
И тие се загрижени, знаеме дека во кампањата што беше пред локалните избори лани едногласно ветуваа дека ќе бидат против овој рудник и против други наредни рудници ако од ваков тип со отворен коп за металични минерални суровини, кои што се најтешки загадувачи во животната средина, така да соработка имаме и со советите, особено знаеме дека расположението во Ново село и Обосело од советите се едногласно дека не сакат да имат рудници, но јас би нашол замерка на градоначалниците, знаејќи и ветувајќи дека ќе се затвори тоа во предкампањата и знаејќи колку е штетен рудникот, просто те се многу пасивни во однос на тоа прашање. Цела работа е оставена да ја водат две здруженија. Знаете, како градоначалници можат да влијат и такако врз некои работи. Они чекаат сигнал од Скопје, односно. Да, но од тие се градоначалници на тие општини кај што живеат нивните луѓе кои што ги гласале. Имате ли контакт со владините, министерство и министерство екологија, например? Контакти имаме неколку средби остварено, на кои средби се повеќе како консултативни. На една средба правевме работна група, од тие работни групи ништо не излезе. На консултативната средба... Зошто мислите ништо не излезе? Што требаше да излезе? Што требаше работната група да направи? Работните групи се составени со цел да се утврдат недоследоците по еколошки, под сите министерства, четирите министерства кои ги спомнав, по еколошки, економски аспект, правен аспект, како е, просто дали има или нема основа тука нешто да се бара за раскинување на концесијата со концесионерот. Немаше, не знам дали работеле они или не, просто ние не бевме информирани. Тоа се случи негде кога беше пролет, зима. Тоа беше зимата лани, во јули месец ова година во Струмица имаше заедно со владата, со концесионерот, со сите експерти, со министерствата што се ангажирани за оваа работа, имаше консултативен состанок во домот на Арама во Струмица. Бевте и вие таму? Да, бевме присутни таму. Да. И на крај се излезе со еден заклучок, други ден владата го објави тоа во соопштение, кој што беше малку манипулативен, дека као наводно ние сме се согласиле да учествуваме во некое мониторинг тело, кое што ќе го надгледува рудникот и демек тие се откажале од употребата на цијанид и сулфурна киселина, што никаде во никој измена на никој проект не е напишано, туку така на збор е кажано. Така само на збор е кажано. И ние сега треба да се помириме со тоа, да веруваме дека ќе биде еколошки тој рудник и нема од тогаш одговор никаков. Нема никаква не вика може да работи. Дозвола нема. Нема дозвола, бидејќи не ги исполнува условите да добија дозвола, но од друга страна не им е ни одземена концесијата и ги исполнува сите услови да им биде одземена. Но видете, изјавата беше... Што го вклучи алармот кај вас сега? Некаква активност по која сметате, која ви е индиција дека дозвола ќе добија? Еве овие PR активности. Тие PR активности, да, но по-конкретна индиција дека тоа што не концесијата ќе ја добијат и ќе почнат да работат. Па еве конкретно има во, мислам дека беше пред на 2 недели на МТВ, ако не се лажам, во Дневникот, представници од оваа компанија Ormax Resources, рекоа дека веднаш после овој сега референдум што помина, се надева дека ќе добијат конечно дозвола од владата за работа. Исто така, ова лето бевме низ селата заедно со граѓаните и го опипавме пулсот на народот. И сите се револтирани и бараат од нас да организираме протести, блокади на патишта, на граничен премин, на Струмица, за да го алармираме населението за овој проблем. И да конечно да се реши. Видете вака, ние сме надпартиски, надполитичко здружение, но сега во овој момент ова влада што е ова партија што има власта, не реагираме партиски, просто од институцијата влада бараме да се разгине договорот. Без разлика која е да е влада. Без разлика која партија да е на власт. Многу често не стават во политички контекст, што знаете, вие сте повеќе во таа работа, гласината може да направи поголема штета отколку вистината. Така да многу често не стават во политички контекст и просто ние треба и да се браниме од тоа и да ја туркаме работата, да се бориме со многу институции, со многу субјекти и тоа истоштува. Ќе кажам, ова барање наше е до владата, не е до партијата што е на власт. Владата е составена од повеќе политички субјекти.
кој да дојде утре на власт, ако не е прашање. решен, се разбира. Тоа е наше идеја, тоа е нашата идеја. Идејата е поголема од секое политичко убедување, кога е поврзано, се разбира, со животот, со нашиот животот на нашите деца. Идејата не може да згасне или да биде накалемено некакво политичко мислење на неја. Народот во Струмица е запознаен. Тие референдуми лади што ги правевме всушност допринесува да се запознае народот колку се штетни рудниците. Кај целата јавност македонска или пред. Се разбира. Народот не сака рудници, ги увидува последиците. Што ти пишува на мајцата? Стоп за рудникот на смртта и ловица, да. Интересно во соопштението, велите на националниот референдум одржан на 30 септември 2018 директно засегнати општините Ново село, Босилово, има рекордно ниска излазност, најмногу поради неисполнувањето на ветувањата за сопирање на рудникот. Така е. Сигурни ли сте дека конкретно оваа неизлазност е поврзана баш со тоа? Само да ви кажам, во самите села Иловица и Штука, на повеќе гласачки личња кои што беа неважечки, јасно пишеше исто тоа што го пише овде. Стоп за рудникот на смртта. Од каде ви е таа информација? Од мештани од тие села. Од изборните комисии. Не, од самите луѓе не го тоа. Така напишале. Така напишале, да. Еве во Ново село беше 16,9 излезноста, во Босилово 22% мислам дека беше. Видите, ја мислев па дека протестирате заради градоначалник. Тоа е сосем друго. Некои работи колку и да не сакате се индикативни, ги гледате дека се така. Ние, како што рековме и јас и Митко, го знаеме пулсот на народот, знаеме што кој муабет го прави народот, колку е изреволтиран просто. Тоа стварно навистина не дека е во политички контекст, тоа го ставивме на страницата за да се види колкава беше излезеноста на локалните избори, колкава беше излезеноста на референдумот, на локалните референдуми во Босилово и Ново село и на овој сега државниот. Кога го врзувате за тој референдум на кој е важен за интеграцијата во Европска унија, го ставите почетокот на преговори во Европска унија, имате ли информации кои се стандардите во Европската унија за вакви ситуации? Па во повеќе држави од Европската унија е забранет цијанидот како и лужењето со натриум цијанид како техника. Во некои држави забранети сулфурната киселина. Значи, на 3 септември во парламентот во Собранието на Република Македонија имаше гласање за измени во законот за минерални суровини, со кој што за сите идни рудници, не зборуваме за постоечките, требаше да се забрани употребата на натриум цијанид и сулфурна киселина. И се случи нешто интересно, доста индикативно, за 5 минути се испразни целата сала. Од 96 пратеници остана само 15 внатре. Од сите партии, значи. Незаинтересирани? Не знам што се случи, сите избега едноставно. Но немаше кворум за да немаше кворум за да гласаат, избегаа сите едноставно. Ова со законот за минерални суровини се турка веќе една година, не е дека не се запознаени, дека не, мислам, и многу е битно тој закон да пројде за да се заштитиме првенствено од цијанид и сулфурна киселина. Имате ли тие компаративни некои анализи како е во развиените земји каде што има развиени еколошки стандарди, што се случува, бидејќи од една страна факт е дека златото е потенцијал за економски развој, од друга страна факт е дека постојат и високи стандарди за заштита на човековата околина. Па еве сега ќе ви прочитам ако сакате еден мал изводок од Американската агенција за заштита на околината, Environmental Protection Agency. Значи, таа решава за дозволи, врши инспекции и решава за забрани. Изминативе години Агенцијата за заштита на животната средина во САД има затворено околу 30 рудници за бакар и злато само во западниот дел на САД. Оставили само еден во пустината Невада, бидејќи тој е далеку од сите населени места. Зошто се забранети? Затоа што истата таа агенција утврдила дека над 40% од водотеците, подземни и надземни води на американскиот запад се загадени како директна последица од работата на овие рудници. Како резултат на загадувањето, досега се иселени околу 30 градови во околината на рудниците, и тоа Гилмор, Кингрод, Таун и други. Односно, околу 700.000 нивни жители, за да го избегнат смртносносното загадување, биле преселени да се иселат од таму. Тоа се Ghost Cities или градови духови, тажни морбидни споменици на безобзирната експлоатација и алчност на рударските компании. Еве само колку за споредба, истата оваа ЕПА агенција се обидела да изврши рехабилитација на еден од тие градови, Рединг во Калифорнија, кој што настрадал како резултат на работата на рудникот Ричмонд во Железната планина. Досега потрошиле над $200 милиони во обид за деконтаминација на почвите и водата и утврдиле дека тоа е невозможно. Утврдиле дека како последица на некогашната работа на тој рудник
ќе продолжи да дренира и да продуцира рударски отрови во наредните 2,5 до 3.000 години. Значи, тотално е контаминирано. Сигурно не можете да го изчистите. Како? Како ќе се земе, не дај Боже, таа огромна брана од 276 метри, не знам дали имате во главата. Или да продре таа вода. Цела струмичка, вако ќе биде и во Бугарија ќе се излее. Таму се иселиле, ама се иселиле од екологија, кај нас се иселија заради друго. Да, но сега имаме ситуација во која што има ли граѓани кои велат па добро, а ова сега носи некаков може би работни места и така. Има ли алтернативи? Што бидејќи тој регион е исто така слабо економски развиен. Висока е стапката на невработеност. Кои се алтернативите според вас? Треба да се запрашаме зошто е слабо економски развоен. Струмичката котлина екзистира со... Не стои дека е баш слабо. Не, воопшто. И е. Зависи. Земјоделието слабо стои. Зошто? Зошто е тоа така? Може да дискутираме многу. 30 години назад земјоделието се... Просто земјоделците не им се плаќа колку што им треба. Колку што треба да заработуваат. Не им е доволно платено. Има шанси со еколошко производство и со органско производство. Нашата почва е плодна. Таа почва се стварала милиони години. Значи зборувам за плодна почва која може да роди се. Имаме супер климатски погодности, имаме вода. Имаме се, земјоделци немаме само. Има и земјоделци, но не се стимулира земјоделието. Не Како не се стимулира, субвенции добива? Субвенциите ви се стимулација на хартија само. Јас знам, ја доаѓам од село. Видете вака, да не навлегуваме во тие теми кои што можеби ќе да не се сватат во политички контекст. Јас зборам за последните 30 години. Колку земјоделецот е уништен од тие оние како прво оние кои што прекупуваат, кои ги прекупуваат. Добро му е прашање колегата Кабрамов. Што цена. донесоа субвенциите после толку години? Добро, тоа е сосема друга тема, да не разговараме за неа, конкретно за родници. Зборувавме за економски, дали зборуваме како алтернативи. Како имате сега една алтернативи, понуда која е рудник Еве за само да ви економски кажам развој, што ќе значи кој е тоа. еколошки поразителен. Само да тоа ви е кажам. флоскула исто која што не треба да се зема здраво за готово. Економски развој нема, затоа што во самите студии пишува дека 2% по закон за минерални суровини, 2% од цело злато. Не вака. Значи 2% од полуфабрикатот што ќе се добива таму, што има мизерна вредност, само да ви кажам како ќе оди производствениот процес. Значи минираат, ја дробат таа руда, ја мелат до како брашно фини частички, посипуваат со капка по капка систем со овие со лужење, лужење со цианид и со сулфурна киселина, значи тоа е тоа што го прават и на крајот од металите одат горе, ги собираат и од ваков полуконцентрат 2% одат на државата. Истиот тој со 200 камиони дневно, така пише во студијата, се носи во топилница во Бугарија. И таму се топи и се добива финалниот производ, злато, бакар и останати метални елементи. Но овде ќе се вработат не повеќе од 100 луѓе. Ќе работи 500, нека се и 500. 500 во текот на градбата првите 2-3 години. Но тоа не е решение. Рудникот ќе живее, има животен век од 20-23 години. Што правиме после? Имаме најголема еколошка катастрофа во Македонија. И брана која ќе виси стотици години и не знаеме како Дамоклов меч ќе ни виси тамо, тоа е трусно подрачје, а од друга страна е уништен конкурентската предност што има во Струмичко. Тоа е земјоделското производство, кое што е релативно чисто и незагадено подрачје. Еден од најпродуктивните земјоделски. Никој нема да сака да купи земјоделски производ од потенцијално загадено подрачје. Како ќе убедите некој да купи јаболки од Чернобил, например? Нема да ви купи. Колку и да бидат вкусни и ефтини, нема никој да ви купи. Исто ќе биде кај нас. Ако не да Боже се отвори овој рудник. Ако зборуваме за студиото од Еврокомпозит, што ви велат вас, да се извинувам, кои се нивните аргументи? Нивните аргументи се смешни, да ви кажам право, пошто значи на почетокот ветуваат без квалификација. Сега ветуваа мет и млеко. Еве фактички пред локалните референдуми во Ново Село и Босило лани ветуваа 1000 работни места, па 2000 работни места, па не знам колку плати, не знам колку ова. На крај испадна дека ќе бидат не повеќе од 100 работни места во текот на функционирањето на рудникот, дека ќе има големи машини, татнежи, експлозии и така натаму. Колку се ве сваќам и да се 1000 работни места, вие се борите да нема. Знаете колку луѓе живеат таму.
ќе им се уништи целокупно земјоделско производство. Можем јас да прочитам дел од студиите нивни за социоекономските аспекти баш. Се очекува проектот да има голем позитивен ефект врз економијата на Македонија, градот Струмица и општините Босилово и Ново село. Ефектите на проектот врз националниот БДП, приходите на државата и растот на рударскиот сектор ќе имаат висок степен и ќе продолжат во текот на животниот век на рудникот. Така, тоа е тоа што они го зборуваат. Понатаму вика: на национално ниво влијанието на проектот врз вработување е позитивно, но со низок степен, што значи само од локално ниво. Со оглед на тоа дека најголемиот број вработувања се очекува да се реализираат на локално ниво. Во локално подрачје, ефектот на проектот врз локалното вработување се очекува да има високо позитивно влијание и да донесе значително зголемување на можноста да се добие високо квалитетно постојано вработување. Ове веќе навлегуваме во што значи тоа постојано вработување. 20 години не е постојано вработување. Значи има игра на зборови внатре во ваквото кој што треба да се детектира. Ефектот од трошењето на приходите на вработените за секојдневни потреби се очекува да генерира пораст на локални поттикнати вработувања, но со помал степен. Сите влијанија на проектот врз вработувањето ќе се реализираат на среден рок, односно во тек на животниот век на рудникот. Иако директните приходи ќе бидат релативно високи, бројот на поединци врз кои ќе има влијание ќе биде релативно мал во споредба на работната сила во земјата. Не се очекува проектот да влие врз платите на други сектори, а зборуваат дека индиректни ќе има бенефит индиректни вработувања. Освен рударскиот, следствено се очекува ниско влијание на индиректните и поттикнатите приходи на национално ниво. Значи едно зборуваме во еден пасус, друго зборуваме во друг пасус. Бидејќи сите ефекти се поврзани со вработување генерирани од проектот, влијанието од приходите ќе трае во животниот тек на проектот, што е далеко незначително помало во однос на тоа ако се инвестира во органско и во земјоделство производство. Каде што ги имаме ако се инвестира во туризам, например, имаме добри услови за развој на туризмот, поготово во подбеласичкиот регион. Таму си водопадите и сите други природни убавини. Вика, преку вработувањето се очекува да има занемарлив ефект врз населението, но да биде траен. Односно, тоа што сега има тренд на иселување во последните 10-15 години од кај нас, од нашиот регион, велат дека ние со рудникот ќе го спречиме иселувањето. Добро, 100 вработувања сигурно нема нема да го спречат. Практично ќе ги инициираат луѓето да бегат, пошто никој не сака да од загадена вода Струмичката котлина лежи врз еден огромен басен подземни води, каде што многу голем дел од населението вадат подземни води и си ги наводнуваат дворовите, своите бунари, површини така. Бунари. Да. Чекам да ве прашам. Оваа битка ја водите само вие двете еколошки здруженија или има и други? Имате ли помош? Имаме помош од поединци, имаме помош и од неколку други здруженија кои што не се еколошки, но Оти за активности требаат и материјални средства. Значи вака, имаме подршки од другите еколошки здруженија во Југоистокот. Се обединивме во една неформална група. Југоистокот против рудниците, тоа се од Богданци, од Јевгелија, од Валандово, од Дојран. Имаме неформална мрежа, кај што настапуваме заедно, имаме заеднички барања и ни е познат проблемот затоа што имаат исти проблеми и они со родниците. Добро, кога решивте да истапите вака јавно со овој рок 16 октомври, дали претходно имавте консултации со Министерството? Со никого. Со никој немавме, требаше да има после консултативната средба на 20 јули, требаше да има на 16 август, некаде требаше пак да има, но таа средба пак. Да. Беше откажана? Не, воопшто не беше закажана. Информација, не се случи. Не се случи. Да. И тоа ве испровоцира сега да... Па имаше рок, премиерот даде во мај месец, мислам дека беше ова година, до сите министерства да подготват документи во однос на тоа колку се исполните условите за аркинување на овој договор. И самиот тој рече дека има 3-4 услови по кои што може да им се одземе концесијата без никакви штети или надоместоци, одштети или надоместоци, реперкусии да се плаќаат. Да, токму така. И од тогаш наваму нема никакви реакции. Не фати еуфоријата за референдум. Не знам што се случи. Добро, најверојатно било тоа, но тоа не значи дека другите исто така битни прашања треба да се решаваат или барем да бевме известени. Така да револтот кон народот од народот е очигледен затоа што навистина чувствуваат дека тоа им тежи и дека ако се оди во тој смер, мислат дека навистина може да се случи отварање. Само да ви кажеме, на 16 јуни ова година имавме голем протест
протест во Струмица против овој рудник. Околу 1000 протестанти се собраа од сите населени места. И тогаш упативме, ги блокиравме буквално центарот на градот и упативме порака за двете најголеми партии кои ве застапуваат во собранието. Ве поддржуваат ли? Дали ги прашате што се случи со законот за минерали кој не успеа да обезбеди кворум и зошто не е повторно на дневен ред? Не знам, тоа е доста... Они ги застапуваат интересите тоа е на доста симптоматично, сите избега еднаш. Тие што се избрани кај вас. Да. Дали од ВМРО ДПМН, дали од СДСМ. Ние имавме јавно обраќање, мислам, како пост, како објава на нашата страница. Бидејќи тие пратеници треба да имаат понели по описот и пописот на нивните работни места, треба да одржуваат редовни контакти со граѓаните во изборните единици од каде се избрани. Па ме интересира дали некој што искористиле некоја тие средби. Никој не исконтактирал за тоа. Не исконтактирал, а на има ли такви средби? На протестите се појавуваат пратеници? Запознан нема, не знам, можеби да грешам, ама мислам дека нема. Немаше. Нема таков. Не, дали воопшто прашува дали се случува. Бидејќи по закон пратениците треба да одржуваат редовни контакти со избирачите кои ги избрале на... По закон требаше пред 2 години да биде концесијата одземена, ама уште не е. Уште не е, да. Така да законот кај нас не функционира. Овде... Добро, дечки, ја прашам, до 16 ви е рокот, што ако до 16 немате одговор? Видете, 16 го земавме како рок, сакавме да не бидеме внесени во еуфоријата пред референдумот во некакви политички контексти. Да. Оставивме да легнат работите и си дававме задача, нас, исто така и населението, тоа го бара од нас. Ајде, кога ќе има блокади, кога ќе има протести. Сакат да излезат и да го изразат револтот. Мислам дека некни во понеделник имаше вонредна седница, па сега мислам дека е првата после референдум. Вонредна седница на владата? Да. Пошто тоа оди на влади. Сега првата е на 16, па за тоа го пишевме 16 како ултиматум, така да кажеме, затоа што ние ќе си реагираме по наш легитимен начин, ако не турат на ум. Не може просто прашањето со родниците, имате 80 во 2014 мислам дека се подпишани 86 концесии за ископ на минерални суровини, од кои 20 не се за металични минерални суровини, подпишани во еден ден. И што е многу интересно, сите се во источниот дел на Македонија. Во западниот дел на Македонија нема ниту една концесија таква дадена. Сите се во источна Македонија. Како го толкувате вие тоа? Тоа е прашање за... Па добро, веројатно е потенцијалот. Не, значи таму има минерални суровини, таму има потенцијал за истражување. Како и да го толкуваме, на крајот од краиштата, нашиот дом, местото каде што живееме, ќе биде затруено. Како и да го толкувате, источниот регион произведува, мислам дека учествува со 10% БДП во Југоисточниот, мислиш? Југоисточниот. Во вакво, или земјоделието, како беше? 1/3 од земјоделското производство е лоцирано токму во југоисточниот регион. И сега, како и да го... сите овие рудници овде се наоѓаат. Рудниците ќе загадуваат. Кој после ќе ја купува храната што ја произведуваат земјоделците? Како и да го третирате, просто... А и не само храната, туку и ние ќе заболуваме од разни видови на канцер, на леукемија, на останати болести. Прашам, вака, прогноза која ви? Што ќе одлучи владата? Ние сакаме и се надеваме дека сакаме само да постапат по законот, не бараме ништо што е надвор од законот. А законот е дека концесијата, концесионерот не ги исполнил условите и дека треба да му се одземе концесија. На повеќе основи не се исполнети. Правно да се реши цела работа. Не сакаме да не влегуваме, мислам, ние сакаме, ние ги кажуваме еколошките ефекти цело време. На граѓаните предпоставувам им објаснувате, бидејќи се разбира. Не се толку ке они може да се плашат, ама се разбира дека им објаснуваме и дека цело време затоа ги правиме тие средби. Преку Facebook страницата има околу 5000 и нешто следачи и цело време ги информираме постојано. Одиме по селата со контакти со народот, така да народот е многу добро запознат, бидејќи кога имавме кампања за ланските референдуми, одевме буквално од куќе на куќе. Да. Имавме таква кампања и го запознавме народот многу добро за последиците од овој рудник што ќе значат. Народот е запознаен и е изреволтиран зашто се уште тоа не е решено. Да ве прашам, кога веќе го споменавте референдумот, овој сега во вашето соопштение, имаше кампања. Функционери од власта ги посетуваа вашите места, вашиот регион. Дали го отварав тоа прашање?
Не знам дали имаше можно да се постави прашање. Значи ние не сме биле на организација, не сме биле поканени. И едните и другите организираат средби со граѓани. Како граѓани, не јас лично како човек, јас не сакам да присуствувам ни на политички собирања, пошто сум така да кажем политички неутрален. Си имам свој став, си имам мислење, ги игравам, се разбира, но не сум учествувал на такви трибини и мислам дека не беше чисто не беше дискутирано. Инаку само да ви кажам, од љубопитство прашувам дали граѓаните на тие средби изразиле некаква да искористат приликата бидејќи само да ви кажам, на непосреден контакт со министри или не знам кој се беше во тој регион. На ланските локални избори кога имаше кампања, одевме со транспаренти и на едната и на другата партија, ги прашувавме што со овој проблем. Значи буквално имаше напишано транспаренти, добивме одговори од едните и од другите. Што беше одговорот? Дека нема да има. Одговорот беше дека нема да има рудници. Не, од другите не добивме одговор. Таму имаше друга ситуација, но овие сега што се на власт имавме јасни ветувања предизборни дека ќе се реши овој проблем. Уште не е решен. Многу битна работа е дека народот треба да свати дека овие прашања треба да се решат по институционален пат. Дека институциите се и министерствата и локални институции треба да се тие кои треба да ја превземаат работата во свој раце и да ја решат работата. Ние сме само граѓанските активисти, сме иницијатори на цела работа. Што е добро. Да, ние не можеме да се бориме со една цела машинерија на просто немаме тие сили. Добро, гледам не сте радикални во реториката. Ако 16 октомври не ви се исполни барањето, вие ме прашав што не спомнавте протести, дали планирате протести? Активностите се тоа протести. Па тоа народот го бара од нас да организираме блокади на магистрални патишта, на гранични премини на останати места. Инаку во контакти со правници кои што се понудија значи бесплатно да ни помогнат за оваа работа. Така да се спремаме и кон една правничка завршница за овој дел. Така да сите овие каква правничка? Да го спорите на суд. Да. Па да. Просто да ги изложиме. Сите наши зашто аргументи. до сега не сте го направиле? Тоа мислам да ве прашам. Па имавме 100 ветувања дека ќе биде решено. Не мислевме дека мислевме дека на таа првата средба што рековме лани зимата, работните групи кои се направија, беше кажено дека луѓето од ресорните министерства ќе си земат задача да го решат, да ги разгледат и тие да ја туркаат работата. Затоа што е презаморно, сето тоа го правиме доброволно, бесплатно, значи даваме од нашите пари, одиме секаде кај што е можно, кај што можеме да покриеме, дали средби со станоци, со луѓе, со граѓани, со институции и така натаму. Едноставно немаме толку сила и немаме толку ингеренции на некој начин да го решаваме тоа. Мислевме дека тоа ќе се речи на тој начин. И знаете, многу е тешко кога ќе кажете треба да поднесете некаква тужба против министерствата, тешко некој да се нафати да ја работи таа работа, затоа што ќе има притисоци. Тоа е така во Македонија. Не сакаат луѓето, искрено тоа е така, не сакаат да се нафатат и се конечно најдовме луѓе кои што ќе ја терат и таа работа. Иначе една од активностите, да, сакаме блокади да правиме и колку и да не звучиме радикално, ние сме решени дека тоа прашање мора да се реши по цена и на тоа да се блокира цел југоисток, затоа што сме во договори и преговори со во неформалната група на југоисток против рудници и сакаме тоа просто да ни свртат, да свртеме внимание, да кажеме колку е тоа важно. И друга работа која што сакаме да ја направиме, нека биде тоа еден јавен апел. Сега ќе искористам оваа шанса да мора луѓето да сватат и од 2-3 колку се политички партии кои што се во Струмица, на локално ниво дека мора да се здружат по основ на тоа прашање и само на тоа прашање. Практично да ги поминат партиските граници, да обезбедат консензус дека во регионот не треба да има да се согласат со едно прашање. Инаку, зошто ни се политички субјекти ако не ги решаваат прашањата кои ги засегат на жителите? И на овие главни прашања што однесуваат стратешки на заеднината. Тешко им оди, да.
Стојан Нова е Митко, веројатно. ви благодарам што Да, и бевте јас ви благодарам, гости да. во отвореното студио на Еден ТВ и што вака истрпно ни информиравте И да за истуркате битката. вас и за вас и ви посакуваме успех. Ви благодариме исто и на вас за поканата. Многу е значајно да се појавуваме особено на национални медиуми и на емисии како што е вашата. Се разбира со веќе новинари кои доста време се во ова работа. Така да гледаноста е многу битна и битно е да ги запознаеме преку емисии народот што всушност ги чека ако се отворат тие проклети рудници. И тоа Ви така. благодариме за вниманието. Тука го завршуваме овој дел од отвореното студио. Јас и Јацо правиме една поголема пауза до Малку ќе 21 одмориме. часот и потоа во 21 часот имаме тема за тоа кој и како се позиционира во етнички албанскиот политички кампус. Гостин ќе биде председателот на Алијансата Зијадин Села. Очекуваме да И генералниот гостува секретар генералниот секретар на Беза Беза. Резет Сулман. Се гледаме во 9.